Почитувани, фирмата ЦБД Медплант, во вистинска собственост на Тони Котев, поранешен функционер на СДС и близок човек на Заев и Филипче, уште од почетокот работела со пропусти. Иако Филипче тврдеше дека во негово време се било во ред, нашите информации велат друго. Имено, за да се складираат 30 тони дрога, треба да помине процес од околу 4 до 5 години, што значи дека фирмата на Котев работела незаконски од времето на Филипче и Заев. Денес, Заев и Филипче бегаат од името Тони Котев како од ѓаволот. Се прават дека не го знаат, а до вчера се сликаа со него. Фирмата ЦБД Медплант, да подсетиме, доби лиценца во 2020 година токму од Заев и Филипче. Во тоа време и Филипче и Заев сакаа да ја направат Македонија туристичка дестинација за користење на марихуана и ја промовираа продажбата на цвет од канабис. Затоа, по нивна насока во 2023 година е сменет подзаконски акт во правилникот за одгледување на марихуана. Затоа ли е паниката на Заев и Филипче толку голема? Дали се точни нашите информации дека овие двајца имаат удел во бизнисот со канабис и се фатени во тесно? Затоа ли повиците на Заев кон поединци во царина и патувањето на Филипче кон Грција се случуваат во тој период? Дали случајно има и плюс поранешен висок функционер вмешан во наркобизнисот на Заев и Филипче? Клопчето се одмотува, крајот се гледа. Јавното обвинителство да го истражи случајот до крај. Одговорност мора да има. Ви благодарам.